Почитуван подпредседател, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е законот за вештачење и законот нема да го коментирам од правен аспект, туку ќе се обидам од стручен аспект да искоментирам некои работи со оглед на тоа што сум судски вештак за областа шумарство. Прво, стручната фела не е консултирана доволно при изготвувањето на овој закон. Можеше многу повеќе да се допринесе во изработката на овој закон и да се дадат многу по-суштествени, конкретни забелешки на постоечкиот закон со цел ова ново законско решение да биде подобрено. Абсурдно е тоа што Бирото за судски вештачења се претвара во биро за процена, значи секој знае, секој што гравитира кон оваа проблематика, тоа се две различни работи. Едно е да вештачите, друго е да правите проценка и тука треба соодветно две различни правни институции да си ја терат работата. Мојот директен впечаток, а и гледам и на повеќе дискутанти, е дека комората има преголеми ингеренции, меѓутоа досегашното работење на комората не го оправдува ваквиот начин, ваквиот пристап да се зголемат ингеренциите на комората, од проста причина што повеќе таму беше работата кој да биде председател, начинот на организирање на тоа прво собрање и да се на некој начин управува со целиот тој процес, а од стручен аспект имам доста забелешки. Во однос на области за вештачење, многу несериозно е тоа да се даде на комората како ингеренција, ако знаеме дека веќе во државата ние областите генерално ги дефинираме. Областите за вештачење мора да соодветствуваат со областите за образование. Инаку несоодветни области ќе створат хаос во спроведувањето на законот и отворена тенденција, можност, одредена област да не биде дефинирано кој точно треба да ја преклупи. Односно, кое стручно лице со соодветно стручно образование ќе може да одговори на одредена област. Значи, ова е абсурд да се разговара за области, кога областите се стриктно дефинирани со законот за образование. Значи, само треба да ги преземеме и ќе добиеме стручни лица кои ќе одговараат на сите области. Впрочем, ние како држава и како образование ги покриваме сите области, така да не гледам никаква фалинка за нешто да остане непокриено, туку ова само може да створи конфузија, неред и двојно тумачење на одредени области. Странски вештак во ред, може би некои места не се покриени со вешти лица, иако сигурно имаме стручњаци од сите области. Меѓутоа, мора да бидат дефинирани со кои критериуми тие вештаци ќе настапат на македонската сцена. Значи, мора да дефинираме што е тоа минимум кој треба да го исполнуваат тие вештаци за да бидат дел од нашиот правен систем. Односно да можат да бидат вклучени во правниот систем. Сега, нормално ние немаме за решение, меѓутоа, добро е ова да се допрецизира, затоа што ќе оставиме празен простор, повторно, разни меѓународни вештаци да се јават во судски постапки и уште повеќе ако областите соодветно не ги дефинираме, па се јави можност во одредена област што е нормално да се покрие, да не биде покриена и тука да ни влезат странски вешти лица, што за мене само по себе е абсурд. За жал, многу работи кои ние ги увидовме како вешти лица не се дел од законот, односно повторно не се дефинирани со законот. Нити овој закон нема да дефинира неколку класични, ќе кажам, примери. Во пракса имате нереални наредби за вештачење од судот. Значи, кога вешто лице ќе добие наредба за вештачење, стрикно мора да одговори без предрасуди кон ниту една странка на тоа што му е дадено како наредба за вештачење од судот. Меѓутоа, верували ли не,
тие наредби некогаш граничат со научна фантастика. За мене е сосема во ред што судиите немаат познавање од секоја материја. Меѓутоа, што во ситуација кога ќе добиете нереална наредба за вештачење? Ќе ви кажам еден обичен пример. Се дава да се извештаче работа за која, според моите проценки, требаше негде 300 до 400 работни денови за вештачење, каде што штетата е процената на, зборам карикирано, 10.000 денари. Како ќе го покриете тоа со вештачење? Се бара во моментот тотален премер на целата шума. Исечена, не исечена. Значи, ова повторно ќе ни остане недокажано во законот. Што во тие ситуации, како да постапуваме, како да се обратиме до судот, како да ги разрешуваме овие конкретни ситуации кои ги имаме сите во тековното работење со вештачење. Реков, цената на вештачењето 100 пати поголема од штетата. Нереално е, не може, го оптеретуваме само судскиот предмет или некој што си дозволува тоа да го прават, треба да се направи импровизација, што никој не сака да се случува во правото, туку сакаме да, нели, и вештачеме соодветно и тоа да биде канализирано на прав начин. За жал, и овој закон не дефинира некои од клучните рокови. Повторно, Министерството за правда не ги дефинира своите обврски кон издавањето на вештите лиценци, кон лиценците за вештачење, и повторно тука ќе се повикуваме на бирократијата, меѓутоа општо е познато факт е дека имаме фиокарство. Едноставно, одредени лиценци се издадени, подпишани од министерот и се чуват во фиока, затоа што по било кој основ, партизација, конкуренција, не знам што се не, меѓутоа факт е се чуват во фиока. Дали е намерно или не намерно, дали тоа е игра на некои бюрократи, мојата конкретно лиценца беше чувана 7 месеци во фиока. И случајно после си ја најдов дека ми е подпишена. Значи, многу работи треба да се дефинираат, ние оставаме премногу работи да се одвиваат стихијно согласно правото во државата, меѓутоа во пракса тоа се злоупотребува. Според мене мора поголем акцент да се обрне и на мала конкуренција, соодветна конкуренција на Бирото за судски вештачења. Верувале или не, таа институција ни е и како потребна, ги покрива сите области. Меѓутоа, веќе станува јасно дека и таа институција злоупотребува вештачење. Многу вештачења се чуват во фиока, по партиски клуч, по не знам каков клуч, по коруптивни клучови, и не го видуваат тие вештачења денот во правниот систем. Или ќе застари делото, или ќе стане веќе промена на ситуациите, ќе се изменат и така натаму, после безпредметно второ вештачење или супер вештачење. Мора да се внимава и на оваа работа, не е до крај разрешена, на нас ни треба конкуренција на Бирото за вештачење. Уште едно биро или како ќе го крстиме, за да не се стварат тесни грла во вештачењето. Поединечните вештаци тоа може да го работат, меѓутоа мора да има и конкуренција и во оваа сфера, затоа што едноставно праксата тоа ни го потврдува. Еден момент, како професор на Шумарскиот факултет, си имам на изгледано на многу грешни вештачења. Ова мора да се дефинира. Во ред е секој што исполнува услови да вештачи. Меѓутоа, имаме во пракса такви вештачења што се граничат со небулози, што не е дозволено од научен аспект. Како се провлекли ни системот, не ми е јасно. Кој дал лиценца, не ми е јасно. Меѓутоа, мора да санкционираме се што е нус производ на законите. Значи, мора вештачењата да бидат со некој гарант на точност. И уште една појава, нема многу време, злоупотреба на вештачењата за перење на пари во судски постапки. И тоа е многу сериозна појава, каде што се уклучени сериозни
Има збор Анела Шковска.